помниме оние моменти кога имаше и по 300-400 души од нашите македонци во Истра на разни средби што ги правихме тука, меѓутоа веројатно повторно ќе дојдат такви моменти. Пред да ги представиме овие книги кои се предвидени за денеска, за ова представување, сакам само да подсетам дека и да му се заблагодарам на ова поднебје, на ова небо медитеранско, како и македонско, и на оваа средина тука, во Истра, што секогаш не примаше со големо внимание, трпение и подготвеност да помогне важни проекти. Во 1984 година тука, во Пула, на македонски јазик, е објавена една прекрасна монографија, веројатно една од најубавите, можеби најубава монографија за Гоце Делчев од Христо Андонов Полјански, печатена е во Графичкиот завод во Загреб, излезена е во првиот тираж од 11.000 примероци, беше разграбен и допечатени се уште 4.000 примероци. По тој повод, организирана е во мај месец, се разбира, во месецот на трагедијата на македонскиот народ, смртта на загинувањето на Гоце Делчев, представување на таа монографија во Пула, каде што дојде од Македонија еден голем број луѓе од општествениот и јавниот живот и заедно со нив, се разбира, дојде и авторот Христо Андонов Полјански, тогаш еден од представувачите беше доктор Гане Тодоровски, но со нив дојде и академскиот хор Мирче Ацев, целиот хор дојде и имаме една фотографија која е снимена во Фажана со нив, таму се и некои членови од пејачката од Октетот Македонија, чии песни и ние во нашите изvedби во Деспина често ги афирмираме и ги изведуваме. Тогаш на таа промоција, заедно со представниците од Истра и од Хрватска, кои беа исто така од највисоките општествени кругови од она време, настапи, беше присутен и настапи хорот на Матко Брајша Рашан од Пула. И тие заедно изведува една голема програма. Така Гоце Делчев тогаш ни донесува една огромна фотографија на подарок на Гоце Делчев, која се наоѓа во старото друштво. И така што книгата за Македонија постојано е присутна тука. Потоа објавивме една книга од Тома Прошев за македонската музика. Во соработка со Боро Павловски ја објавивме книгата на Константин Миладинов, Тъга за југ, под хрватски наслов поинаков, не се сеќавам сега моментално, но од разни угледни хрватски писатели кои препеа по некои од тие песни од Константин Миладинов и со поговор од Боро Павловски. Излезен и еден зборник за македонската литература. Значи, цело време е присутна македонската книга тука, а еве, печатиме и зборници, како што рековме, веќе од Константин Миладинов една книга добивме да ја видиме, мини книга, но голема поезија. Значи, а истовремено, кога можевме, презентиравме тука книги од други автори, имавме на повеќе места и во Истарскиот народен театар, и на факултетот презентации на македонските книги. Дури во 1995 година, кога е основано првото друштво Кочо Рацин во Пула, направивме во библиотеката, универзитетската библиотека, направивме изложба на македонски книги. Се разбира, тоа беа книги собрани од нашите библиотеки приватни, но и во библиотеката горе има одреден број книги, така што книгата е постојано присутна. Сега ние направивме чекор натаму со издавањето на овие зборници, а особено ни се важни представувањата на важни книги кои се печатат надвор од Истра, значи во Македонија, се надевам дека и овие од Австралија и од Америка ќе ги презентираме тука.
Така што во изминатите години на разни наши вакви манифестации имавме презентации на книги од Институтот за национална историја и некои други. Сега, денес имаме големо задоволство да представиме 3 изворени книги. Навистина прекрасни книги и важни книги и би било важно и да стасат до што поширок број читатели, особено во Македонија, но и надвор од нејзи. Првата книга што ќе ја представиме е книгата на Кочото Пузовски, Илинденската споменица. Втората книга е од Елка Јаче Волчева Презимето кај македонците и третата Чекајќи смртта во Ичиќи. Кочото Пузовски, како што и реков денеска, пред оваа книга има објавено, освен сите оние други книги, тоа е цела една библиотека авторска, Ветераните на Илинден. Заедно, јас го доживам тоа како една целина, како еден комплет на теми кои се поврзани околу истата приказна. И сам ја пишував за ветераните на Илинден, но оваа книга сега доаѓа да го заокружи тоа, таа потресна приказна за нашите илинденци по Втората светска војна, кога се надеваа дека во својата конечно ослободена татковина за која се бореа ни сите војни што се случуваа на територијата на Македонија и во разни, очекуваа во Македонија конечно да доживеат некој надомест, макар сатисфакција некаква. И Кочо ги направи тие 2 книги кои едноставно се читаат во еден здив. Првата не се чита само како историографско дело, се чита и како дело во кое се прераскажани тие драматични судбини на секој поединец со имиња конкретни од целата таа архива од разни материјали што ги има истражено. А во оваа книга јас сакам само да посочам, авторот ќе ни каже нешто повеќе околу настанувањето на оваа книга, само да посочам на еден момент. А тоа е дека во секоја прилика и инаку јас колку што можам како аматер, бидејќи јас не сум историчар, јас сум писател, секогаш го истакнував тоа дека кога се прашуваат зошто е тоа така со Македонија, со македонскиот народ, збунетоста, секогаш го истакнував тоа дека затоа што 150 години ни ги убиваа нежбавите, најважните, најумните луѓе, нашите лидери и оние некои што ги гледавме тука, има многумина што не ги видовме тука, а знаеме, едноставно нашите татковци. Тоа е како кога тоа му се случува на некој дете и го праќаат од дом во дом и му велат ти си ова, ти си она, ти не си тоа, татко ти бил вако, мајка ти така. Збунетост една што ја создавале непријателите на македонскиот народ. Кочо првпат, бидејќи јас тоа само нафрлам, го кажам, Кочо првпат во оваа книга прави еден најодбран список на македонските важни луѓе, лидери, интелектуалци, носители на борбата за македонскиот народ од 1903 до 1913 година. На тоа му честитам, зашто секогаш не мора некој да бара да се снаоѓа, треба да ја отвори оваа книга и ќе го најде тоа. Кочо, честити за тоа, а те молам сега, раскажи ми ја својата приказна и за 2 книги, и за ова, и за таа, иако ова ја представуваме сега. Издавачи е Панили оваа година, како и претходната, како Панили? Да, Панили или Панили? Панили. Соно Панили. Панили. Да, првата излезена 2017, втората 23-та. Повели Кочо. Благодарам, особено е честа за овие наши трогателни состојби кои не следат веќе половина. Овој филм кој го гледав претходно неколку пати ме раскака. Затоа што ова што го спомна Алдо, тука ги набројав важните, најважните наши војводи кои всушност го истераа Илинденското востание, а загинаа во периодот од 1904 до 1913 година.
И сега, гледајќи го филмов, ме подсетни су на моите размисли. Си мислам, на македонецот треба, веројатно, сакат да му земат се, да му ги остават само очите, да има зашто да плаче. Гоце загинува во Паница на Кусо, нели, тоа го прикажува Арсени Ѓовков, накус во Паница, закопан е после неколку дена, од кога утврдиле дека навистина е тој Гоце Делчев, познатиот Гоце Делчев, го закопуваат тука, го погребуваат на местото каде што загинал. После 3 години го откопуваат од тоа место, го закопуваат од црквата. После неколку години го откопуваат од црквата, го носат во Ксанти. Во Ксанти го чуваат во својот дом, го чуваат чахот известни број години. Од тука во Света недела, петти пат во црквата, останува таму 2-3 недели на поклонение и на крајот 46-та го најде својот мир од Кошките. Истата приказна е за Питу Гули. Питу Гули загинува на Мечкинкавица, извинете, ово вака инспирирано тоа што го видов. Питу загинува на Мечкинкавица, Бахтија Паша забранува да се погреба мртвите. Една негова тетка со својата комшивка, 2 жени, 2 храбри македонски жени, одат на Мечкинкавица со една Тесла веле во појасите и со една вреќа и го крадат ноќта од Мечкин камен, го носат во вреќа со гранки, пењушки и така натаму, за да го и стигнале пред Изгресовце на гробиштата да го закопа, да го погреба. Па имало дента, почината млада невеста, кој најпресен бил, тој бил најмек за копање и ги положите останките. Дошле 41 година ослободителите, нели, како викаат се ослободители или администраторите, пардон, нели, и па прават државна свеченост, нели, торжество, како што викаат, и го носат од тие гробишта во градските гробишта, тие помошни гробишта. Останува таму, никој не знае каде е гроб, 83 година, 1983 година. По повод 80 годишина президентското восстание, конечно, не знаеше никој каде е гробот на Питу, па неговата снага беше жива син Стерио, со која имам неколку разговори, јас именно ги имам студенти, ми кажа каде е гробот, за да се направи таа скромна и тој да најде мир од Косица. И да не бројам. Карев, колку пати е препогребно, дами, и така. Тоа се нашите македонски трагедии. Како што истакнав во претходното моје обраќање, како роден крушевчанец, од мали нозе ме повлекува Илинден и Илинденското восстание. И целиот мој живот сум работел да нешто повеќе направам, оставам, како што реков преди, како Ковински бој, Ковински бол, да оставам нешто над себе за нашите генерации. И трагајќи така по архивите на Балканот, дојдов во Државниот архив на Република Македонија, дојдов во еден архивски необработен фонд кој се вика Народно собрание на Македонија, но под него има одбор за илинденски пензии. Архивски викам несреден фонд и огромен фонд, 42 архивски кутии. Во последната кутија дури и беџови од илинденската споменица, книжки на добитниците на Илинденската споменица, 28 врзани со власти, таков е фондот. Целосно. Така дојдов до таа идеја да, бидејќи Илинденската генерација, македонци, сечката генерација, ако не беше
не може да биде аслан, да немаше да биде независна Република Македонија. Дојдов до многу интересни податоци и во 1946-та, прво Илинденската генерација, почнувајќи од Илинденското восстание, учествува во сите натамошни војни. И тоа секој пат со идејата дека се бори за ослободување на Македонија. Пред се за ослободување на Македонија и за создавање на своја македонска држава. Така била и со како доброволци и во првата Балканска војна, и во втората Балканска, и во првата светска војна, има македонски полк со преку 30.000 и браќата другите ги регистрирале насилно и во српскиот дел и во грчкиот дел окупиран од Македонија, така што во тој фонд видов дека во 1946 година собранието на Народното собрание на Народна Република Македонија носи закон за илинденски пензии. Се нашле луѓето конечно во слободна своја татковина. Тие што се бореа во Втората светска војна како антифашисти, од нивното знање се борат како продолжувачи на илинденските традиции револуционерни. Сите прогласи и на Покраинскиот комитет на КПЈ, и на манифестот на главниот штаб, сите се повикуваат илинденските традиции, сите тие ги земаат за своји партизански имињата на илинденците, кои Питу, кои Јане, кои така натаму. Така што, конечно, таа генерација дошла до својата татковина за која децени се борила. Меѓутоа, одеднаш се сретнува со основното екзистенцијално прашање, немало дошто да живее место. Тие поволку минати години немаат никакви извори на средства. Па под притисок од нивни другари, дел од нивните другари биле во тие органи на новата македонска држава, за жал поголемиот дел од нив завршиле на гориот некаде на друго место. И 1946 година донесен законот за илинденска пензија, во која дават некоја социјална помош. Има околу повеќе во тој фонд повеќе од 6000 барања молби, од кои нешто помалку од 3000, нешто помалку од 3000 го даде пензија, на исто толку околу 3000 ги одбиле. Предходно комунистичките органи правеле целосна селекција кој може да добие, кој не може да добие. И во таква една состојба, например, се сеќам за има една учесничка жена во илинденското восстание, Митра Ангелова од Бедрихистар. Ќе скратам тоа да потери, се разбира дека некој предал, дека во таа куќа се крие чета, комитска чета. Можат и на печалба таа со бебе во раце, на полноќ ја претресува куќата, таа успеала да ги тргне сите документи и се што има во четата, меѓутоа никако не успела тутунот за виткање на цигарите во Прибирик, во тоа надвор зима, -15, снег до коленици, ја вадат надвор, од тука со се бебето на гради, спаваќа, боса, ја носат во Прибилци, од тука до Прибилци на некои 17 километри. Ја чуваат во Прибилци неколку дена, од тука ја носат пешки, со се бебе, во затворот во Битола. И тоа македонско бебе првите 2,5 години ги поминало во затворски пензија. Кога Митра бара пензија, со сведоци и со своја биографија ја одбива. Дури по жалба, по постапка по жалба, дури по таа постапка и да добива пензија. Така ќе се состои. Сега, во меѓувреме,
Во федерацијата, во 46 година во ноември месец се носи закон за пензии на сите службеници кои влегува во сила 47 година. Со влегувањето во сила, со тој закон, ги изедначуваат со правото на пензија со сите затекнати службеници и носителите на Караѓорѓева звезда, тоа е Српско кралство, разликување, кои се стекнуваат со права кои дотогаш ги немале нивни во кралство. Тие што живееле на територијата на Народна република Македонија, тие ги добивале сите принадлежности кои му следувале по тој закон од фондовите македонски. А нашите инденци со пензијата не можеле нити да одстават на или со смртта на едниот да ја наследи сопругот, сопружниците, нити децата, нити па имале тие било какви други права. Освен сите паричен намест. Содрувајќи се со таква состојба, новите власти морале да ја решат на некој начин, бидејќи ги укажувале инденците дека чекајте, овие со против кои ние се боревме во војните ги уживаат сите, например сите собраќајни средства, тие може да патуваат од Гевгелија до Сежана со воз, а нашите немале право да патуваат со воз, бидејќи југословенската железница да била солидна карта. Тие немале право да патуваат со воз. Или со брод од Пула до Улцин, можеле тие да патуваат бесплатно, носителите на старите кралски одликувања, нашите со кајчиња во Охрид и Продоје. Таква била ситуацијата, сакајќи да го надминем тоа, во 1950 година Народното собрание носи закон за инденска споменица, со кој се вели дека во законот не пишува дека тоа е одликување, меѓутоа во сите настапи на членовите на президиумот, например, на Крстец Рајковски го спомнувам тука, односно го цитирам неговото изваѓање, дека ќе на инденците ќе им се даде одликување. Наместо одликување, тие сакале да го решат она што го имале кралските пензионери, а нашите го немале, да можат да имаат социјална и здравствена заштита, бидејќи таква немале. Замислете кои се тие парадокси. И го насетувале. Меѓутоа, наместо да го воде, да речеме 48 по повод 45 годишнија до Инденското встание или 53 по повод 50 годишнината, тие го носат и првите одликувања ги доделуваат 51 година по повод 10 годишнината од НО. И на тој начин тие си ги купувале поените пред останатите, кажувајќи дека еве ние се грижиме за нив. Меѓутоа, за жал, тие укази на президиумот со кои се доделени инденски споменици на никој пат не се објавени во службен вестник на Народна република Македонија, со што јас сега како правник зборувам, со што тие никој пат не влегол во сила и не предизвикале никакво правно дејство. Што значи добиле лажни илинденски споменици. Ке завршам бидејќи многу тешка е оваа тема, меѓутоа целта ми беше сакам да истакнам дека на крајот од книгата имам два индекси на лични имена. Одделени од други. Едниот индекс е според указите кој добил илинденска споменица. Како што реков, неоправотен фонд многу труд ми даде азбучен ред да ги наведам, па некаде со ова, некаде без ова, па некаде слушнал некој вака, не слушнал. Гора Лазова е една господја која или некака добила таму, тие запишале Гога Лазов. И една, дали не знае, не е хаосна истина,
повеќе 2500 имиња се тука, бидејќи реков кај не е комитета на луѓе кои и покрај сите рестрикции на тогашните власти, сепак биле учесници во инвестиционно стание, за другите тоа што го рековме. И имам неколку повеќе всушност и илустрации во книгата, и факсимили, и некои фотографии што успеав да ги најдам тој фонд. Сакам да видам кратко према некој пак и јас обозогледувам. Мојот драг као што ви озвежи оваа прилика пред вас и овде во Пула и во негово присуство да кажам збор-два за Јас сакам да го замолам Кочо да им пренесе поздрав на издавачите и на собствениците на издавачката куќа, бидејќи во услови кога е навистина тешко се раѓа македонската книга, тие подобро знаат од мене, таму се, но и ние кои сме надвор од Македонија, јасно ни е колку е тешка состојбата. Знам дека и оваа книга чекаше на ред некое време, не затоа што не беше готова. Чекаше 4 години, гледайте, во секоја друга средина, значи во Хрватска, ваква книга се трча кај издавачите и доживува големи изданија, големи тиражи, во сите библиотеки е присутна, ја дистрибуираат во диаспората, во Америка, Канада, Германија и Македонија. Значи, пак се враќаме на некои Гутенберговски времења, каде што треба да се собират пари од малку одовде, малку одовде, да се собери храброст, власта да не види нешто трагично. За вакви некои радикални работи. А за ова што се користеле од македонските фондови средства за оние кои се бореле против Македонија, тоа денеска го доживуваме и знаеме дека Македонија од целиот македонски народ, од сите жители, данокот кој се собира се троши за сосема други споменици на учака. Споменици на ништителите на македонскиот народ. Значи, таа приказна продолжува и еден ден кога ќе се прават споменици за кои ќе се барат пензии за сегашните борци за Македонија, ќе биде слична приказната, ако не одиме до крај да се ослободиме татковината. Да, само ще да додадам 3 пати, трите одбивања на четвртата среќа помина книгата, во образложението на одбивањето вика дека не е од национален интерес. Ми се случи тоа и 2005 година, 2004 конкурирав со монографијата за Никола Карев. И ми одговорија исто дека не е од национален интерес, а требаше да излезе и излезе тоа, после со наши средства. 2005 по повод 100 годишнината од неговото загинување. Ги чувам тие документи, тогаш беше министер. Ајде, добро, ќе пишувам. Ќе заврши во фонд, во некој кутии, во архивата и тоа тие. Да, и во некој несреден фонд. Несреден фонд. Една работа што се средува, како што гледаме не само од 1903 година од македонските работи, туку и пред тоа и се разбира до денешен ден, тоа е судбината на македонскиот јазик. И тоа е, ако можам лаички да речем така, една Менделеева табличка која бројни важни лингвисти и борци за македонскиот јазик ја пополнуваат. Некојаш во овој златен период за кој зборуваше Елка, повеќе места се пополнети, а некои се уште отворени и чекаат да се пополнат. Едно од таквите места во рамките на, предпоставам дека тоа се вика ономастика, сега со книгата Презимето кај македонците е пополнета. И кој друг би го направил тоа, зашто вие, драгице, вие Мини, вие Елка, вие сте генерација која сега сте столбови на
кои го носат она што беше претходно направено, со новата енергија, со новиот патриотизам, со новата свест, со новите знаења и нови истражувања. И оваа книга е прекрасна, затоа што има цела една лепеза на можности. Не е тоа стриктно книга за македонските презимиња од македонците, македонскиот народ, туку оние што се исто така интегрирани во македонската култура и станале дел од македонскиот народ, од македонскиот ономастикон, не знам како би се... Елка не израдува со оваа книга, која меѓу другото е и многу убава. Честитки и за издавачот на оваа книга и благодарно што прати неколку примероци тука да ја представиме книгата, а Елка по-подробно и по-лежерно ќе ни каже за што се работи. Благодарам. Јас најпрво да се заблагодарам на можноста и на честа да се најдам тука во друштво денеска со тројца пријатели на Татко. Тие што го познаваат знаат дека тој ретко кажуваше убави работи за луѓето. Беше така премногу честен и искрен човек, но овие тројца луѓе овде денеска, и Алдо Гриман, и Кочо Топузовски, и Наум Пановски, се луѓето кои што ги обединува еден ист квалификатив, кажам навичко, а тоа дека тој е добар човек. За Алдо првпат, презимето на Алдо првпат го видов на некој издание, некаде почетокот на 80-тите години. Велам почетокот затоа што се сеќавам дека ја видов во нашата библиотека што стоеше во спалната соба во тоа мало наше еднособно станче во Велес. И ме привлече името, ми беше некако многу чудно. Кога прашав татко ми што е овој Алдо, тој рече македонец. Како е тој македонец со вакво презиме? И татко ми тогаш нешто знам дека ми објасни, дека рече дека е нешто обврзано со Свети Климент. Ама е нешто во Хрватска. И мене ништо не ми беше јасно, јас тогаш имав некои 13 години, сега и со Хрватска, па и Свети Климент, сега од каде во Хрватска, ништо не беше јасно и затоа сега во оваа книга објаснивме. И вистина има врска со Свети Климент и со, бидејќи станува збор за едно многу старо презиме од Истра и е врзано и според, не сум го правила јас тоа истражување, туку според моите колеги во Институтот за хрватски јазик го врзуваат, значи ова има и постои и топоним, што со истата основа, го врзуваат со времето на глаголјаштвото, како што велите овде на Истра. Некаде е презимето забележано првпат во 1288 година. Со Наум Пановски се запознав, сега точно годината ќе Кажи бе. Значи, тоа беше 1983 година. Минатиот век. Минатиот век, да. Јас бев осмоделенка и ние по 13, односно јас имав 13 години, кога ние се проселивме во Скопје. Предходно и мајка ми и татко ми, речи си 2 децени патуваа Скопје Велес. И на тоа добивање на стан во тоа време, социјален стан, тогаш многу ни помогна писателот Славко Јаневски. И само што се бевме доселиле во тој нов стан, го повикавме Славко Јаневски да дојде на ручек, да го почистиме за помошта. И на тоа дојде и Наум со тогаш неговите мали дечиња и неговата сопруга и тоа беше
прв пат кога се запознавме и од тогаш, еве, веќе го веруваме колку години, ајде да кажем. Целен век. Целен живот и малку причи. Ете така, Кучето Пузовски исто преку книга го запознав прв пат. Татко ми имаше само убави зборови за него, го запознав преку книгата посветена на животот и делото на Питу Були. И вчера на ручекот му кажав дека на првиот пак симпозиум што го организираше Димо Кувата или Димо Димчев, еден влав од Крушево? Не, од Штипско. Но тој организираше неколку средби власите на Балканот, под наслов власите на Балканот. Првиот мој настап беше посветен на Питу Були. И за таа цел отидов во Крушево заедно со тогашната моја менторка за докторската, се уште не бе докторирана, значи тоа беше многу дана. И се запознавме со внуката на Питу Були, Елена Були, и таа ме упати на таа книга и таа го спомна Кочо и потоа дојдов дома и го спомнав. Му велам на татко ми, ти го познаваш, како не го познавам Кочо, и така ми ја извади книгата. И јас таму открив нешто на тој симпозиум, значи прочитав нешто што всушност веќе го имал напишано Кочо, јас само го пренесов, ама бидејќи нели кога читате нешто и фуснота, дека тоа е фуснота, тогашниот дневен вестник Вест објави еден напис со наслов Елка Јачева Улчар открива што кажал Питу Були пред да оди на Мечкин камер. Мислам, многу беше смешно, ама тоа се така. Тоа е една потресна реченица. Сопругата сака со 4 деца, едното бебе од 3 годинки, го држи в раци, сака да го запри Питу да не оди на Мечкин камер за да не загине. Не можејќи да го запри, го прашува на крајот, а кому ги оставаш децата? На Македонија? Да, толку таа реченица беше цитирана. Сега да дојдеме на мојата книга, значи презимето на македонците. Оваа книга, кога беше промоцијата во Скопје, јас кажав дека просто како нешто да не сакаше никако да се појави. Многу пекови ја следа оваа книга. Не била од национален универзитет. Може би не знам. На книгата и предходеа неколку мои статии посветени на презимето кај македонците, особено на женското презиме. Најмногу ме испровоцира и на ситуација што имаме денеска во македонското општество, тоа е дека жените во Македонија, младите жени кои стапуваат во брак, се повеќе се определуваат за земање на машката форма на презимето, како да бегаат од женската форма на презимето. И тоа вака е една многу честа појава и добива толку големи размери и покрај тоа што да речеме, не само на македонското, туку на словенското презиме воопшто, со исклучок на српските, хрватските и словеничките презимја, сите други ја познаваат категоријата род кај презимето. Значи, и кај бугарите, и кај русите, и кај чешите, и кај словаците познаваме женска форма на презимето. И се развив таква, од кога јас напишав една статија, која што беше под наслов Женското презиме во Македонија, посветена по повод некоја годишнина за жалбочинатата наша почитувана професорка по македонска синтакса Лилјана Минова Ѓуркова. Од кога ја напишав таа статија, имав така, по медиумите дадов неколку куси интервјуа во која го кажав ова, дека нашето презиме мора да има женски род, дека
тоа е во традицијата дека првиот запис на женско презиме во Македонија е некој предок на некоја, како да кажем, женски предок на мојот сопруг, некоја Цвета Бомболова е запишана, не Бомболов, туку Бомболова, со тој облик на презимето. И некаде крајот на 18 век, и дека ние треба да ја чуваме таа традиција, па дури и во овие јазици кои што не го познаваат родот, како српскиот, да речеме, во една или словеничкиот, во една неформална комуникација се упатува на родот. Например, госпоđа Николаевичка на позориште у куќи, ако се сеќавате, или мојата колешка, тоа постојано го кажувам во Институтот за словенички јазик, Метка Фурлан, по медиуми ќе сретнете дека госпа Фурналанова ја рекла и така натаму. Значи, постои таа потреба да се истакне родот. Сега ние, на постоење на таква можност, нашите млади одбираат така, да го земаат машкиот облик на презимето. Зошто? Су прашала неколку студентки. Нивното објаснување е дека тие не си ја гледаат иднината во Македонија и дека ако се преселат во земји како Америка, каде што презимето не познава род, дека тоа ќе им прави проблем. Нема да соодветствува не презимето од мажот, што според мене е една неиздржано толкување, бидејќи еве знаеме од светот, да речеме, имаме председателка на УНЕСКО ли беше таа бугарката Ирина Бокова, значи не е Боков, туку е Бокова, потоа имаме Мартина Навратилова, тенисерка, имаме Шарапова и така натаму, така што тоа не држи вода. Само за млади. И мислам дека се работи за едно помодарство, но тоа помодарство, бидејќи не е регулирано тоа сето со закон, добива некакви димензии чудни, да речеме, знам од моите студентки од Штипскиот универзитет, дека пристапување во брак во Струмица ги прашуваат каков облик на презимето сакате? Сакате женски или машки облик? Сами треба да определуваат. И јас тука во едно од тие мои интервјуа реков дека тоа треба да се регулира со закон, на што еден дел од либералната интелектуална јавност македонска со времена добив такви едни навреди дека сум јас заглавена во 19-тиот век, дека по традиција и нашите баби не знам што правеле, па сега ние ќе го враќаме векот назад, па потоа дека сум како беше, дека сум кршач на човекови права, дека не возможувам слободата на избор и така натаму. И на крај се сведе таа една расправија која така прират на Фейсбук доби големи размери. Заврши со тоа, кога си толку умна, ми рече таа од другата страна, да не минувам, кога си толку умна што не седнеш да напишеш една книга. И јас рекам, епа ќе се. Ти книгата ли? Значи, оваа книга ќе потргнам од корицата. На корицата се наоѓа печатот од Македонското востание, од Кресненското востание. Да, ова од другата страна е документ со кој во 1902 година
било подпишано македонското литературно другарство, било формирано македонското научно литературно другарство во Санкт Петербург, како прв подписник е Кристе Мисирков, а втор е Димитрија Чуповски. И неодамна председателот на Академијата наша Љупчо Куцар рече дека би требало веројатно Македонската академија оваа година, 1902 година, да ја погледна на Српската академија, да си ја земе како година за основање на Македонската академија на науките и уметностите. Ваму во ќошот долу е еден, можеби не се забележува поради боите, но тука во ќошот е одломка од Витолскиот триот. Тоа е еден македонски средновековен ракопис, пишуван со кирилица, еден од првите македонски средновековни ракописи по Добромировото Евангелие, во кој имаме на некои места, на некои пасажи има и глаголски записи, но зошто е тука, зошто се наоѓа на корицата, затоа што тоа е прв ракопис во кој што се наоѓаат првите никулци за презиме македонско. Во смисла на тоа дека имаме и, да речеме, со географска одредница, па имаме и со патронимиска одредница, да речеме Никола Пиросова сина, или имаме некој поп од Вапа, значи од село, со топонимиска, значи, конотација и така натаму. И тоа тука го пишувам во делот каде што давам курс историја на македонското презиме, македонски презимиња во таква некоја незадолжителна форма среќаваме во помениците на манастирите, потоа во турските пописни дифтери се среќаваат, но за развиена категорија презиме во овие современи услови имаме, веќе можеме да зборуваме на почетокот на 19. век. Во Хрватска е тоа малку порано поради поразвиените општествени околности, бидејќи кога живеете во мали средини, во микросредина, толку, бидејќи е мал број на населението, нема потреба од плюс идентификација освен личното име. Но веќе со развивање на администрацијата и на документација и на сите тие работи, веќе се наложува потребата за плюс идентификација кој на кој род му припаѓа. Понатаму, во книгата зборувам дека што најчесто е мотивацијска основа, што најчесто се наоѓа во основата на презиме и тоа тие мотивацијски бази се всушност дадени по углед на големиот хрватски ономастичар Петар Шимуновиќ, академик Петар Шимуновиќ, кој вели дека презимето одговара на 4 прашања, а тоа е кој си, значи одговара на 4 прашања, а тоа е чиј си, патронимиски презименски модел, значи Милев, Радев, Иванов и така натаму, потоа каков си, квалификацијски презименски тип, например Мурговски, дека е Мургав, Ќосев, Црвенов и така натаму, од каде си, Локвенец, Кадинец, Тиквешански, Пенушлиски, Росоклија од село Русоки. И четвртото е со што се занимаваш, презименски тип според занимањето. На првиот собственик на презимето Бочварот, Вретенаров, Догромаджиев, Коларовски, Курчиев и така натаму. Понатаму зборувам
Morаме да значи го почитуваме, нели, господинот, Ковачев, господинот премиер се разбира, без премиерите ништо. да не се скоблепата славата. Во нашата славна држава. Потоа зборувам за 3 специфики на презимињата во Македонија. Посебно ги разгледувам презимињата во Малешевијата, во Охрид и во Прилеп. Во Малешевијата што е спецификата, што постои еден таков модел на целата територија на Македонија, значи главно генерално се користи суфиксот овски, евски или со варијантата оски, ески. Да. И ние од мастичарите велиме, кога е образувано презимето со овој суфикс, всушност е во основата вложено фамилиарно име. Петревци, Трајановци и така натаму. А кога е презимето од лично име, тогаш е Петрев, Радев, Милев и така натаму. Често луѓето го мешаат, сметаат дека фамилиарното име и презимето се едно исто. Не мора да значи. Значи, еве, во Скопска Црна Гора, да речеме, постојат неколку фамилиарни имиња, но презимето се разликува од фамилиарното име. Мојата мајка е по путев од Скопска Црна Гора. Таа е од фамилијата на баба ми Траиновци, од дедо ми Радовци, но презимето е Спасов. Исто било и со, тоа го има во книгата Разговор со Конески, на Блаже Конески, кај што кажува дека нивното фамилијарно име е Јамевци, но тој Конески му е презимето по дедо Коне, тие биле тројца браќа, другите негови братучеди се Јованови и така натаму. Значи, фамилијарното име има поширок опсег од семејното, од презимето. Спецификата на презимињето од Малешевијата е што овој суфикски му недостига ов. Па имаме нели кусакацки, брашнарски, меамџиски, лакински и така ханџиски министерот. Да. Но интересно е дека таму има некој варира акцентот. Јас се обидувам да дадам одговор во тоа, но се на тоа нема да се задржувам. Другата специфика се однесува на презимињата од Охрид и тоа баш од срцето на Охрид, од Охридски барош, каде што имаме безсуфиксни презимиња, односно презимето е равно или на лично име, но начисто на прикар. Чинго, Каневче, Упевче, Банџо, Мизо, Момир, Ололче, Сарџо, Паскали, Сарафин, Симонче, Филипче, еве го има и така натаму. И третата специфика се однесува на Прилеп, кај што посебно ми беа интересни сложени презимиња од прикари. Те па и мајковци има таму Печијаревци, те па и мајковци, Прчи Петличовци, Туринековци, Шупетревци, Палисламовци, Полгазовци, Ракагазовци и така натаму. И се вели таму во еден ги ексцерпирав од една презимињата од една книга на Блаже Алексовски Глумец.
кој напишал околу 7000 прилепски прекари напишал и тој во воведот вели, во воведот на Данилова книга вели, ако немаш прекар, не си од Прилеп. Значи, сите во Прилеп мора да има прекар. И зборувам со една пријателка и вика, точно така е, и вика, го среќавам едно дете и го прашувам, ти чии си? А ми вика, јас не знам, на Миле Мрсуло. Вика, така гордо го кажа, представисто што значи тоа презимето, важно си има прекар. Мице Мрсуло, Миле Мрсуло. Потоа ги разгледувам во продолжение, ги разгледувам презимиња со немакедонски елемент во речникот на презимињата и тука зборувам за турски, значи со турски елемент, но не станува збор за турци, туку за македонци, исто така и за гласи кои што во времето, тоа заборам да кажам, книгава, значи целиот материјал е ексцепиран од речникот на презимињата кај македонците во издание на нашиот институт за македонски јазик, во кој се, тоа е една книга во два тома, и од првиот излезе 1994 година, вториот 2001 година, и таму се попишани сите, значи пред самостојувањето на Македонија, кога власите не се декларираат како македонци, не се декларирани како денес како власи. И тука во тој дел баш за влашките презимиња велам дека голем дел од нивните презимиња се со суфиксовски, значи оние кои што се без суфиксни лесно детектираме дека се работи за влашки презимиња, но голем дел од нив се адаптирани, така што тешко можеме да определиме дали се работи за власи носители или се работи за просто словенски македонци. Понатаму ги разгледувам еврејските презимиња, кои што главно останале во Македонија благодарение на народно-ослободителната борба и вклучените евреи во борбата, инаку сите други, како што знаеме, завршиле по логори. Потоа има Джанува книга со сите евреи, имиња, презимиња, кои што загинале 13 години. Да, но јас сега тие што денес постојат во антропономастиконот македонски, да. Потоа со грчки елемент, посебно ги разгледувам презимињата кои што завршуваат на ик, и тука се и српски, и хрватски, и босански, и црногорски. Потоа еден дел руско-украински презимиња, кои се исто така тешки за детектирање, особено ако, да речеме, има едно украинско презиме, кое што е ставено како македонско, а само 4 носители. Има податок во речникот дека 4 души во Скопје се работи за презимето Проснјакови, кој што кај нас го етимологизираат од просјак, а врска нема, тоа било посебен, тука објаснувам што значи тоа презиме. Велам, тешки се за детектирање, главно се завршуваат на Ко, како Литвиненко, Макаренко, Николенко, Прокопенко и така натаму, и тие се дојдени во нашата средина по Октомвриската револуција. Тука исто така ги разгледувам и словеничките, па зборувам малку и за тие многу вкусо да спомнувам за некои екзотични презимиња кои што ја одразуваат нашата ситуација југословенска, кога голем дел и од Азија и од Африка доаѓаат да студираат во Македонија, некои од нив создадоа семејство, остана на наша почва, и заборавив да ги спомнам и малиот слој ерменски презимиња кои исто така се застапени во тој речник на презимињата кај македонците, дојдени во Македонија емисло непознат погром во 905 со турците. И понатаму, таткото на
там дяд бил лекар и цела фамилија биле така музички многу образовани. Isto tako. Да. И на крајот, водејќи се по една максима, дека секој презиме крие своја приказна, помислуваме една глава од 30 на страници, во кој што се дадени по 2-3 презимиња од сите овие претходно споминати, кои што си ја раскажуваат својата приказна за своето презиме, таму каде што ја самата знам, ја можев да го етимологизирам, дадов толкување за тие јазици што не ги познавам, се разбера, не можам да дадам толкување за Аласади или за Нијами, но да речеме за Ангелин, кој што е едно украинско презиме, давам толкувања за Јармјан, за Овчар, за Кудјан, и така, тука се наоѓа и на Османи презимето. Некој, да, како Влашко Осмали е настанато како Томислав Осмали, го има добиено презимето од затоа што дале некаков свој имот за да се изградат турски касарни и тоа Осмали е како некоја да. И ни е дадено тоа презиме и така многу е убава книга, читайте се. Гледайте, таа книга, Не сакам да прашам пред може, само сакам да кажам, има голем успех, бидејќи досега нема приговор од политиката. Политиката ништо не приговорила. Јас сакам да прашам, немате спомнато ли че треба да имате дополнително издание? Нашите презимиња по мајка, например, Радин по Рада, јас Перин по мајка ми Пера. Оти в село за брат ми Борис. Ма тоа не е официјално презиме, тоа ви е како прека. Не ми е прека. Да, но имам, тука спомнувам, за тие презимиња, значи интересно е дека овој суфикси, да речеме во рускиот антропономски код, имам, пишувам инаку, за тоа, тие исто како и ОФЕ следат род. Да речеме има една руска актерка, Татјана Доронина, можеравите ли да главната актерка? Технува на тој филм? Жеравје. Значи, го следи родот. Нашите презимиња како Ружин, Мелчи, Перин, Алтин, не го следат. И тоа ми беше главен показател, Ангеличин во Охрид, например, има од Ангелица. Имаме Ристојчин, од Ристојца, и тоа е многу интересен модел, нели? Жените, именувањето со лично име било таму тема во нашата. И тоа било Ристојца, од Ристојца, по мајка, значи тоа е Ристојчин. Исто така е Костојчиновски од Костојца, Костојчин... Жената на Костој. Да, Костојца. Од Петрејца како би било? Петрејчин. Петрејчин, да. Нашите, руските презимиња по тоа ги детектира. Значи, овој Ангелин, сватив дека се работи за украинско презиме, затоа што руско-украинско, затоа што во речникот е забележено и Ангелина. Ама не најдов никаде Милчина. И Гакина има на сега, директорка беше на Музеот за современна уметност, и таа има некакво руско-украинско презиме. Во нашето село секогаш велеа за брат ми Борис на Васил, сестра ми Љуба на Васил, а Маицо на Пера. Јас бев на Пера, а брат ми беше на Васил. Најмал, да. И позатоа најсакат од мама. Најсакат на Шуја на Пера. Но ми беше зборот тие дека ги има тие презимиња, но во тие полемики што ги спомнав претходно со
на Facebook исто имаше, па ако има, зошто нема род? Ете нема, значи нема, што немаш во реалноста, не можеш ти да го ставиш, да го официализираш. Но во реалноста што имаш, тоа ти го официализираш. Така што, значи, другиве презимиња, не македонски на им, си го следат родот, имаат и женски род, нашите имаат само на им. И од тука и сопругите, и Ангеличине, не Ангеличина, Милчине, не Милчина, Ружин, а не Ружина. Предпоставам дека е сопругата ваша, не е Петина, како е Петина. И Цојца е таа. Ај, Цојца. Нема тина. Таа и Цојца. Да. Така е. Многу ми е важно што мене, простите што рекам во прво лице, што таква ведрина убава ни внесе Елка, зашто секогаш кога се зборува за македонскиот јазик, кога таа зборува, ги изнесува на површина драмите што ги проживува македонскиот јазик и велам среќен сум што немало реакција од политиката, зашто кога излезе дигиталниот речник, само за еден збор се крена цела држава и го избришаа таму, со тоа што ние не го признаваме тоа. Може така да стои, но ние ќе си го користиме и натаму. Голем прилог на Менделеевата табличка на македонскиот јазик. Голем прилог. Ти благодарам. Јас се извинувам, можда една минутка. Ајде уште една минутка добива. Јас се извинувам, најважното нешто не ви го кажав овде. Значи, оваа книга, бидејќи имаше 350 перипетии, јас бев скоро готова кога мене ми се разипа компјутерот и неповратно ми отиде цела книга. Оваа книга е повтор пат пишувана. И во тоа нешто, а кога се подготвував пак за да настапам вечерта имав промоција, повторно ми се разипа компјутерот. Не ми даде нешто нешто не ми даваше со оваа книга, нешто како да не се сакаше да се појави, така. Цело време некој пехави ме следа. И значи кога ми се случи тоа, многу ми помогна Игор, маш ми. За секоја голема жена седи еден маж. Обратно беше. Знам, ама морам да го свртам ја наопаку. Ја и седи онака и се опаку свртам. И јас него моја посветив оваа книга. И оди вака, посветата парафраза е на стихови од Блаже Конески. На Игор со околу 30 години до вечната светлина ткаеме два конца. Едниот црн, а другиот црвен. Прекрасна асоцијација и за купното творештво на Кочо, бидејќи неговиот црвен конец, тоа се неговите песни, неговиот црн конец, тоа е историјата што ја обработува. Дојдовме, гледате дека имавме среќа во Кула да дојдат автори со вакви единствени книги. И уште една единствена книга е создадена драматично, затоа што такој човек има енергија која брие постојано на Пановски. Значи, минатата година, кога имавме тркалец на маса, Елка контактираше со него и тој прв пат дојде да не види и да присуствува таму. На Фейсбук, од кога и јас од оваа стара генерација се појави, веднаш се јави за пријателство и во релации се од тој вид. Меѓутоа, почнаа да се отвораат приказни во нашите односи и една возбудлива во мојот живот ситуација беше тоа што како дете се разбира, не знам дали има такви емисии денеска и дали се вика Радио Скопје, Македонско радио, како се вика, тогаш се викаше Радио Скопје, имаше детски емисии и се сеќавам на некоја зима, тој ќе каже која година е 61-ва, можеби 62-ра, 60-та, не се сеќавам, во детската радио програма се појавува
една емисија, една радиодрама, детска радиодрама, Децата од Павловата улица. Јас тоа имаше тогаш и репризи, јас ја слушав како дете од 10 години, ја слушав, уживав во тоа да и тие настани ме возбудува. Јас му го кажам тоа, вика, па ти знаеш кој глумеше во тоа детска радиодрама? Кој беше Герен? Кој беше Боко во сето тоа? И се најдовме во Ичичи лани на едно долго кафе и тој ми раскажува, па јас бев, вика, член на детската радиодрама, тогаш кога е основана и вика ти ја праќам книгата да ја видиш. Од тука почнува целата приказна за Наум Пановски, кој е една комплексна личност, многу комплексна личност, исклучително значајна. Хрватите имаат еден збор што ние го следуваме на скромна личност, повлечена, меѓутоа не може да се каже за човек кој е во шоу бизнисот дека е скромна, но тука велат само затајна, таков е тој. А оваа книга ми ја довери на читање, тоа во српската варијанта која е излезена, значи оваа книга е излезена истовремено, се разбира дека оваа книга на македонски јазик е излезена во сам издат, а српската е излезена кај издавачот, ти ќе го кажеш како се вика Арт Југославија. Артпост Југославија. Артпост Југославија се вика. Комунари стари се. И зошто? Затоа што овие вакви книги во денешна Македонија демократска може да бидат третирани само како контроверзни книги, затоа што многу луѓе тука се погодени во мев директно, затоа што таа книга има една доза на, го велам тоа во благородна смисла, го велам една искреност до би рекол интелектуален брутализам, затоа што нема милост кон одредени луѓе кои учествуваа на сцената во тие 70, 80, 90 години, кога ние стасавме како генерација, инаку тој е малку постар од мене. Неколку месеци е постар и ние некако заедно живеевме во тој период. И тој ми ја довери таа книга на читање, јас останав без зборови, значи лани ја читав и ми рече таа ќе излезе идната година, навистина тоа се случи. Ми рече дека секоја година 3 месеци престоја во Ичичи. Зошто во Ичичи? Па тука исто така тоа е поврзано со неговото детство, со оние години кога ни организира феријални, не знам какви ова. И би бил нечесен да му ја одземам приказната за Вила Минц во Ичичи, зашто имаме ние во Пула Вили Минц, големи згради. Истиот архитект. Не, собственик. Ова е собственик, а овде тој како истиот човек од собственик. И собственик. Сакам да кажам дека оваа книга, која всушност истовремено, а тука има прекрасно напишано, гледате, да не измислувам, зашто ова двајца луѓе многу важни имаат напишано за оваа книга рецензии. Филип Давид, еден истакнат голем писател, можам така нескромно да речем, и мој пријател беше во 89-та година пред распаѓањето на Југославија на една тркалезна симпозиум голем. Балкански мислител се викаше таа манифестација, тогаш беа тука и Мирко Ковач и сите дисиденти од тогашна Југославија, но тоа беше крај на последна од 5 симпозиуми, последен што го организиравме. Филип Давид е еден одличен писател и голем борец беше против национал-шовинизмите во Србија, Милошевиќ пред се, доживуваа секакви стресови од нив. И другиот е Ордан Забрановиќ, на кој уште би е попознат како режисер, пишува, а ова од Филип Давид ќе го прочитам зашто е тоа безпрекорно точно, да не измислувам јас зашто е совршено напишано. Во оваа книга се испреплетуваат повеќе жанрови, мемуари, дневник, автобиографски записи, но тоа на таа се чита и како роман, како во себе, иако во себе не содржи многу фикција. Тоа се приказни за друго време, за некои други луѓе, за земјата што повеќе не постои, за доброволен екзил кој го опфаќа временскиот распон од детството и младоста до полнолетството, од Скопје и Белград до Вашингтон, барајќи го низ светот изгубениот идентитет, изгубената татковина. Тоа се приказни за тоа како се раѓаат и умираат другарствата, за настани и луѓе изгубени во маглата на времето, за судбината на некогашната заедничка татковина, потоната и исчезната со нејсиниот катастрофален распад. Носталгична автобиографија полна со надеж, но исто така и со длабоко разочарување. Книга напишана за генерацијата што заминува, но и за оние кои доаѓаат по нас. Ништо по-прецизно не би можел да кажам јас,
osim što bi dodal, дека je напишана со голем темперамент, со голема страст, дека ни предочува, особено нам, на нашата генерација, некои постари, оние луѓе и настани, во кои и самите ние присуствувавме, учествувавме, видовме што се случува и можеме само да потврдиме дека е така. Она што мене ми го открива нам во ова него лично ми го открива како еден голем емотивец. Луѓе кои се во таа сфера каде што постојат судири на и на превари, на творечки интереси, театарот, филмот и така натаму, очекувате да бидат многу по-прагматични. Меѓутоа, тој е толку голем емотивец. Зборувајќи за сите овие нешта, цело време провејува еден, ако не ме свати погрешно, еден благороден наивизам. Очекување дека нешто друго требало да биде, дека треба да биде нешто друго, но за жал доживува практично сите поглавја разочарувања, а едно од најубавите поглавја и ви препорачувам, кој како знае во македонското, во српското издание, да го прочитате и тоа поглавје за Мира Фурлан. Тоа е, значи, антологиски текст за една голема трагедија кој кажува се за трагедијата што ни се случи. Некои од вас беа помлади, некои постари. Значи, напишана е така суверено и ја открива Мира Фурлан визави сите текстови критички кои се напишани за нејзи како артистка и така натаму. Ова е една болна приказна. Со уживање ја читав книгата. Морав некои работи тие денови кога се видовме ние во тој ми направи голема чест, отидовме во Волоско. Јас бев кога се најдовме и раскажувавме за Ичичија, а отидовме во Волоско, тоа е меѓу Опатија и Риека, едно мало рибарско место каде што јас там детството го минував и таму бевме пред известно време, седевме и обновувавме спомените и така. И кога му кажам дека имам некои работи на село да завршам, едва чекам да се вратам дома да продолжам да ја читам и да ја дочитам книгата. Таква е книгата. Ти благодарам што ја напиша. Таа мора да доживее да се објави во Македонија. Тоа нема да биде лесно, како некои други книги што чекаат на ред во Македонија, но мора да се објави во Македонија зашто постои она што го рековме време пред Зоран Заев и време по Зоран Заев. Таа тенка нишка која смени се смени. И некој, кога се зборува тука за како се раѓаат и како умираат другарствата, тоа многумина од нас го проживеавме, а тој го проживеа тоа со најистакнати луѓе во македонскиот културен живот од 70-тите години до сегашните трагични години. Наум ти благодарам за оваа убава книга, за посветата која ми ја направи и еве сега немој да дишеш длабоко, немој да бидеш емотивец, кажи ни нешто. Слушај, да ти кажа една работа. 2:15, луѓето се гладни. Ги мучиме, Тоа вака се вери. Тоа еднаш минатата година се сеќавате кога овој свештеник што учествуваше, кој рече измеѓу мене и ручка, измеѓу вас и ручка делимо само ја. Стоим само ја. Затоа ќе бидам исклучително краток. Прво, нормално е, воспитано е граѓански, другарски, ljudски, да ти се заблагодарам многу, затоа што сум овде на оваа средба, на ова другарување. Особено што моето присуство во Истра и во Пула го сметам како доаѓање дома. Тоа е една од приказите. Ичичи е за мене втора дома. Нема да одам понатаму, него само ќе ви кажам што е Ичичи, не во мојот контекст како дома. Ичичи е важен мост меѓу Хрватска и Македонија. Од две причини. Што она има неверојатна историја таа вила.
Можете да најдете, јас се бавам со години со нејзи, имам и документарен филм кој што се вика Куќа на улицата Маршала Тита број 3. Нормално, моите слободарски идеи кои што се надаврзуваат на југословенското партизанство се вткаени се до тоа. Ние можеме да зборуваме за Југославија вакви онака, но придобивките кои што биле таму се незаменливи. Жалосно е што ние не сме продолжиле таму да ги искористиме убавите работи, него сме избришале све и се уште се обидуваме, односно се обидуваат да ги избришат. Вила Минц после ослободувањето тоа е дадена на Македонија. Од 47 она е нормално на тој, како се вели, концесионер кој што правил пругата, односно трамвајската линија од Волоско до Ловран. Од Волоско до Ловран имamo трамвај порано, прекрасен, со сите мастрафи австро-унгарски и така на Австрија. И ја направил таа вила, тоа е љубовна приказка. Таа ја направил вилата како подарок на својата жена Ева. 903 година. И после тоа се слушава. Да, не слушам, баш ме да ги слушам. И Се слуша, се слуша. Лево сега да не претеруваме. Хижу би ти похвалил таму горе. Anyway. И после да не должат со таа приказна цела, после тоа 47 година, без разлика колку тој систем бил ваков и онаков, репресивен од дадени моменти, како се вика, и поддржувале некои идеи, но она хумана димензија што имал е очигледна. Очигледна е нови пример на вилата Минц, затоа што уместо да ја користат, има неколку такви вили кои што ги имала Македонија и сите држави, односно сите републики тогашни, зомиле тоа е некоја вила, овајта се вика Босанска вила, Македонска вила и бла-бла-бла, или што ја знам како. И таа вила била претворена во дом за, односно санаториум, дом ќе го наречам ја, за деца кои што боледувале, македонската влада тогаш им ја дала на Црвен крст. И таа е дом за деца кои што боледувале од туберкулоза на коски. И работел цела година. И, освен тој и други деца кои што биле слабашни и така натаму. Се, целата таа вила, ќе го најдеме Димитар Константинов и Миладинов ќе ги најдат после, во најмалата книга на свет. Нема да ми падне. 45 години со себе. И после тоа, некаде при крајот на 50-тите, 55-6 година, ме праќаат нас како децата на детската радиодрама, како наградно летување во Ичич. И ние секоја година, бидејќи не се плаќала, ние популарни деца, размазени деришта, скопски, уображени до зла Бога, сите не слушат. Добро утро, драги дечиња! И така натаму, и тоа децата по Новата улица, со сите мастрафи кои што можат да ги имаат мали деца, кои што се популарни и така натаму, доаѓаме и проведуваме тука 5-6 години до поред во таа вила и тоа е отварање на комплетно нови видици. На комплетен нов друг свет. Тоа е испреплетување со тие луѓе во Ичичи, со ичичаните или со домачи, људима и да стануваат големи пријателства. Нормално 63 година тие наши посети ги се прекинуваат, но вилата работи до како македонски центар за заштита, за негување на тие деца. 91. Фрањо Туџман, нормално во комплетниот пакет на национализација на многу други работи, ја национализира вилата, но традицијата останува. Во таа вила 91 година се вселуваат, односно доведуваат избеглици, мајки со мали деца, кои што се избеглици од Барања и од Посавина. И тој процес на луѓе избеглици во вилата живеат до 95-та година. 95-та година со Дејтонскиот договор, работите се менуваат и вилата, како се вика, вилата ја добива општина Опатија, која што
Во периодот на новото време, кога доаѓаат нови луѓе, Лопахин и неговата компанија, и која почнуваат да ја рушат Вишневата градина, не, зашто зборувам јас? Доаѓаат нови луѓе и ја купуваат вилата, и она што мене ми се допаѓа во оваа држава Хрватска, која што сметам исто како моја, која што сметам и Србија како моја, и Босна како моја, и Словенија и така натаму, покрај тоа што се своји држави, за разлика од Македонија, Хрватска има многу строги закони за реставрација на тие објекти кои што ги сметаат за културно наследство. Вилата Минц ја купуваат барабија, ни да ги наречам и така натаму, да не одам сега во детали, кои што сакат да преуредат и така натаму, но не сакат да ги следат процесите на заштита, заради тоа што скапо чини сето тоа. И 2006, иако јас во својот живот од, што ја знам, 70-80, од 71 доаѓајќи тука Пула, да го гледам филмот на Киро Церевски, Црно семе, култен македонски филм во тој период. И сега донеш. И спиевме тука со моите другари, вилата ни, бидејќи нели наша е вилата македонска. После доаѓав пак, потоа режирав 86-та година во Народниот Хрватско казалиште во Риека, кога донесов семејството, падна у несвест од сето тоа, особено децата беа многу мали. Така што периодично доаѓав. Последниот пат кога дојдов, 86-та, после сите промени, вилата е најдол во ужасно стање. Ужасно состојба. Тоа е оваа состојба. И сега е така, ние... Не, сега е малце поинаква. Исто ви се туди крпи, ви се таму. Малко е поинаква. И тогаш добив идеја дека ја морам нешто да направам за таа вила. Заради тоа што за мене таа вила е знак, метафора на две работи. Метафора на пропаст на Југославија од една страна, али од друга страна тоа е метафора на хрватската хуманост и на македонската хуманост. Без разлика на сите промени. Затоа што во најтешките моменти таа ги заштитува оние кои што се најмали, односно најслаби, децата. И од тука се роди идејата, како се вика, за филмот, тој документарен, кој што филм процес, може ја ќе го преработам понатаму, и во текот на сите тие мои доаѓања понатаму, од кога се пензионирав, се вратив дома. Што ќе правам дома? Вичичи, ако не седнам да напишам нешто за таа вила, односно да ја гледам таа вила од дистанца и да говорам за некои битни работи и битни процеси во државата што веќе нема или што никош нема да се појави. И кој што е за некого може би ова е ресно, тоа е цивилизацијски врв. Југославија е цивилизацијски врв на овие простори. Ние ден од овие народи нема да го достигне тој врв, културолошки и сите останат економски и така натаму овој процес. И тука ќе завршам, книгата е всушност една како што вели, не знам, Алдо рече многу работи, она е многу интимна книга. Таа книга е на еден известен начин пресметка и со самиот себе, со моите ночни мори. Она мораше да биде речен. Од две причини. Знаете, нас ке не нема. Но некои факти, некои поинакви висти, кои што никој не ги знае, кои што се закриени зад некои паравани, некои митологии или митови за нешто, за некој настави, за некои луѓе, морат да бидат демитологизирани. Оваа книга е еден обид да се демитологизираат некои процеси во Македонија, да се демитологизираат некои други работи, а основно речено да се демитологизирам и јас самиот. Јас сум многу едноставен, како се вика, down to earth човек, кој што сметам дека ние имаме право да кажеме од своје име што и како се случи. Без разлика дали некој ќе се сложи или некој нема да се сложи. Оваа вистина, оваа книга не ја сакаат ни оние што се условно речено, што се викаат прогресивци во Македонија или левица,
niti pak onije što se smeta sebe za desnica, ono što se smeta za kako da gi narečam, nacionalisti ili nacionalno zagriženi ljudi. Zato što moja ta kritika od nikom, jedna je druga strana. Od prosta pričina. Ima ona što trećeg govora, ima tamo jedna rečenica na game, kontekst na crnilo, crnilo sam ja rabotil i imam milion rabotin, od jedna pričina. Što nije se ušte ne naučio. Govorim o Makedoniji, govorim i o Srbiji, i o Hrvatskoj. Mi možemo da se razlikujemo među sebe, ideološki, religijski, kulturološki, no nije ne sakame da razberemo дека постои една точка. Таа точка се вика најмал заеднички содржател. А тој содржател е што е она, што не врзува заедно. Онај момент, кога ќе најдеме таа точка, кога ќе се собереме, мислам дека работите ќе изгледат поинаку. И затоа мислам. И затоа ми се случуваат работи, што ни се случуваат. Ако ништо повеќе погоди дека станува збор за еден страшен мотивец, по-лош од мене. Проблемот не е дека сме ја и тие мотивци. Проблемот е што ние сме пиеле македонска вода, која што е заразна и те прави се сочуваме на македонско сонце. И јас кај хочу да пијам. Наум. Сме се сочуваме на македонско сонце и сме ја газили македонската земја. И сме се баѓале во Вардар. Во Вардар сме се баѓале. Да ви кажам, не одземам зборот на Наум, меѓутоа меѓу него и вас, односно меѓу вас и Ручеко стои само тој. Не, само сакам да кажам ова. Тој повеќе ја допре прости. Ја допре повеќе она документаристичка вистина, зашто сосема е природно. Тој е инсайдер. Значи, ако некој изборува за овој настан, ако сте биле тука, вие можете да интерпретирате кој бил сериозен, кој плаче и така натаму. Тоа може некој да ви го кажува, можете и во вестници да го читате. Меѓутоа, јас да речеме, бев светот, ја гледам и одев кога има прописано бев како аутсайдер, да речеме, после Никита Голтарот, кога Милчин ги подготвуваше тие представи, после и кога се повторува, тој беше инсайдер на тие работи, инсайдер на односите. И ние, тој е од детството пријатели со работник со Милчин, ги доживува сите можни разочарувања од него. Значи, ако некој, тоа се документаристички работи, меѓутоа, ова, тоа сакам само да кажам, ова, треба да го читате и како литература, како роман, како што вели овој, затоа што сиот емотивитет, драмата на Македонија, драмата на односите меѓу луѓето, со сите личности што ќе ви бидат препознатливи, тоа треба да се чита со уживање, да уживате, да читате како лежерно, не во грч, дека тука се скршила една држава и некој однос. Ицо, повели, извини, молим. Јас, вака како новинар или историчар, да ги поканам учесниците, да се станеме зад вас и да направиме една комплетна слика. Само да завршам една работа, да морам да кажам. Да, јас сум емотивен, но јас сум повеќе бесен. Морам да ви го кажам тоа. Мојата емоција излага од мојот бес. Моите другари, со кои што сум водел во школа, кои што се сите деца, поголемиот дел од нив, деца на бивши македонски високи функционери, од она што се нарекува, вели, тогашна црвена буржуазија. Добро, ја ги нарекувам црвена буржуазија оддавна, 68, не е тоа ништо ново. Тие ме обвинуваат дека сум огорчен, дека сум негативен и така натаму и дека само црно гледам. Не, јас не гледам црно, ја гледам реалноста која што може да биде подобра. Јас сум бесен што конформизмот, што личната привилегија, личните мали интереси ја уништија Македонија. И токму затоа првата песна која што е пишувана, морам да ви кажам некои работи детали, овде имам песни кои што се пишувани пред 20, 30, 40 години, тоа се три мали песни.
Ali ova prva pesma je, ne me plašat bitkite so lavovi i tigri. Me plaši otrovot na malite komarci i osi, dodeka v sušnost toa gluposta i prosekot mu bivat. Bravo. Hvala Bogu, imam ušte knjigi ovdje se besplatni, ima 3 makedonske knjigi, povelete koji je zainteresiran, ima jedna... Postajem slikar. Ajde se slikamo. Ajde, slikar. Pa sedi, ostanete se da ne vidim. Sam ja sedem, pa nije ko. Stani. Kaj gledam? Što je? Gleda me, tamo gore, prozor tamo. Podolžina, eto.